Како општина, особено ни е важно да ги поврзаме населените места. Ако земеме во предвид дека барем најблиските населени места, овде мислам на Добреци, на Градско Балдовци, на Дабиле, на Куклиш, луѓето кои што работат во одредени компании во Струмица или во одредени институции во Струмица, го користат велосипедот и доаѓаат на работа, треба да им обезбедиме соодветна безбедна велосипедска инфраструктура. Затоа, за почеток, со реконструкцијата, односно со изградбата на новиот булевар Струмица-Дабиле, предвидуваме нови велосипедски патеки, таа најфреквентна улица, која што сега не е безбедна, би рекол, ниту за автомобили, а уште помалку за велосипедисти и пешаци, ќе имат соодветна велосипедска патека и жителите ќе можат слободно да доаѓаат во градот. Колку што разбрав, овој проект Струмица паметен велоград ќе се проширува и ќе се бидат изградена велосипедска инфраструктура и до првите населени места до градот Струмица во блиска иднина, ќе го прошируваат овој проект. Така. Тоа не е опфатено во самиот проект за Смарт Вело, затоа што Смарт Вело Сити опфаќа исклучиво урбано-градско подрачје, тоа е дополнително. И затоа велам, ова е мотивација за општината да ја поставиме основата за велосипедизам и користење на велосипедот како превозно средство, а секоја одговорна општина треба да размислува на континуитет и одржливост на самиот проект. За да има одржливост, заедно со општинската администрација, разговаравме дека ние мораме да предвидиме, како што имаме предвидено прв слој асфалт, пробивање на нови улици, втор слој асфалтирање со втор слој асфалт, секоја година да предвидуваме дополнителни километри за велосипедска инфраструктура и токму тоа и го правиме. Првата таква поврзаност ќе не биде со Дабиле како најоптеретена, односно најфреквентна делница и реално најголемите потреби и барања од граѓаните не стигнуваат токму од тие населени места.